Ова издание на Newsflash ке гледате. Завршува 6-дневното патување на Бајден во Азија, од каде испрати порака до Кина да продолжи да ги почитува основните принципи на меѓународниот поредок. Санкциите кон Русија не го донесоа посакуваниот резултат, што е следно. Белорусите кои се против режимот на Лукашенко се борат за Украина против неговиот руски пријател и сојузник Путин. Останете со нас и ќе дознаете повеќе. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јован Чанаумовски. Завршувајќи го своето 6-дневно патување во Азија, американскиот претседател ја искористи војната во Украина за да испрати порака до Кина да продолжи да ги поддржува основните принципи на меѓународниот поредок, рече Бајден во изјавата за време на самитот во Токио со лидерите на Јапонија, Индија и Австралија. Се додека Русија ја продолжува војната, САД ке работат со нашите партнери во помошта за глобален одговор, бидејќи тоа ќе влијае на сите делови на светот, рече Бајден. Во исто време САД мора и да бидат силни, стабилни и издржливи партнери во Индо-Пацификот. Јапонскиот премиер ја повтори изјавата на Бајден дека руската инвазија во Украина директно ги оспорува принципите кои се вградени во повелбата на Обединетите нации. Никогаш и никогаш не треба да дозволиме да се случи сличен инцидент во Индо-Пацификот. Во заедничката изјава и забелешките на четворицата лидери во кои не се споменува Кина директно, ја истакна целта за изградба на Индо-Пацифички регион кој ќе ги почитува суверенитетот и владењето на правото, и ваквата дипломатска формулација се разбира дека беше насочена кон Пекинг. Пекинг пак драматично ги зголеми своите воени трошоци во последниве години, вклучително и поморската моќ. Сега го има вториот најголем одбранбен буџет во светот по Соединетите Американски држави. Во однос на бројот на бродови за кои тврди дека ги има, кинеската морнарица сега најголема во светот. Водачите на КВАД изјави дека силно се спротивставуваат на какви било принуди, провокативни или унилатерални дејствија што се обидуваат да ја променат статус квото состојбата и да ги зголемат тензиите во областа. И покрај строгите санкции кои ги воведе Западот против Русија, голем дел од руската економија работи добро. И тоа подобро отколку што се мислеше, вели еден аналитичар. Еве зашто станува збор. И покрај санкциите што притиснаа голем дел од руската економија, готовината се уште тече низ богатиот енергетски сектор во земјата. Ова доаѓа по многу помалиот пад на извозот на руска нафта отколку што се очекуваше. Многу луѓе очекуваа дека ќе видиме губење на капацитетот за производство на нафта од 2 до 3 милиони барели на ден во првиот месец, вклучително и Меѓународната агенција за енергетика, но тоа не се случи. Веројатно е помалку од милион барели дневно. Сега мислам дека сме во момент кога представниците на Европската унија велат што е следно, како можеме да го засилиме економскиот притисок врз Русија, затоа што она што го направивме досега не функционира. Западните санкции доведоа до одмазнички акции од страна на Москва, што дополнително ги забрза повиците на Европа за алтернативни извори на енергија. Во Франција, фармерите ги комбинираат културите и земјоделскиот отпад пред да ја ферментираат мешавината, произведувајќи биогориво за потенцијално напојување на стотици или илјадници домови. Во Португалија, низата од 12.000 соларни панели со големина на 4 фудбалски игралишта е најновиот обид на таа земја да ги isfrли фосилните горива. Во меѓувреме, германскиот вице-канцелар неодамна ја обвини Русија дека ги користи фосилните горива како оружје. Сепак, цената на нафтата продолжува да расте. Тоа значи дека дури и со продажба на помалку нафта, Русија прави повеќе пари. Тоа е малку парадоксално. Колку е поголем моментумот да се isfrли нафтата, толку поголемо ќе биде влијанието на цената за земјите кои увезуваат руска енергија. Тоа е економска болка што креаторите на политиката на Европската унија можеби ќе бидат подготвени да ја толерираат. Но не можете да се обидете да го извадите најголемиот извозник на нафта и нафтени производи во светот од пазарот, без да имате економско влијание. И тоа е глобално влијание. Понатамошното оптоварување на глобалните синџири на снабдување, камионџиите и камионите кои испорачуваат речиси се што купуваме, се соочуваат со скокови во цената на дизел горивото.
Сепак, еден дел од предстојниот предлог за санкции на Европската Унија, вели Кахил, навистина може да и наштети на Русија. If you cut off shipping insurance, Ако го прекинете осигурувањето за превоз, тоа значи дека секоја компанија со танкери не може да добие осигурување за транспорт на работи од Русија. И тоа е голем ризик. Што ако тој танкер потоне? Што ако се насука? Што ако има некаква еколошка катастрофа, а тие немаат осигурување? И додека Европа се движи низ немирните енергетски води, Кахил вели дека Русија имала среќа да и продава нафта на Индија и Кина, но често со големи попусти, околу $30 за барел под пазарната вредност. Остануваме на тема Украина. Од почетокот на инвазијата врз Украина и Белорусија е локација од каде што се вршат напади од руските сили. Сега, илјадници белоруси кои во 2020 година се спротивставија на нивниот долгогодишен автократ Александар Лукашенко, решија да се борат за Украина, формирајќи белоруски единици на полска територија. Критичарите велат дека Белорусија станала соучесник во војната на Путин против Украина. Но многу белоруси кои одржаа мирни протести 2020 против нивниот долгогодишен автократ Александар Лукашенко решија да земат оружје в раце за Украина. Многумина гледаат можност да ја ослободат земјата од диктатурата. На овој полигон во Полска волонтерите ги учат првите борбени лекции. Поранешниот полски полицаец, сега собственик на бизнис, и неговиот партнер тренираат белоруси кои се пријавиле за новиот полк познат како Пахоња. По една недела обука во Полска, волонтерите се префрлаат во база во Украина за поенергични повеќемесечни вежби. Водачот на полкот очекува 40 луѓе да се пријавуваат секој ден, бројката постојано да расте. They are highly motivated Belarusians. Тие се високо мотивирани белоруси, имаат само две цели. Една цел е да им помогнеме нашите браќа во Украина, бидејќи имаме заеднички непријател. Волонтерите се решителни во одлуката да стекнат борбено искуство. Андреј вели дека неговото семејство е во Белорусија, побара неговото лице да не се покажува од безбедносни причини. It's not only the war of Ukraine. Не е само војната во Украина. Ова е војна на целиот слободен свет и на Белорусија, бидејќи Белорусија е речиси 30 години под диктатура и за нас е многу болно за белорускиот народ кој навистина сака да биде слободен. Нашиот сон по поразот на Путин се надевам дека и режимот на Лукашенко ќе биде уништен. За Кирил, кој неодамна ја напушти Белорусија, оваа борба е за слобода. Почна да им помага на украинците да купуваат воена опрема, потоа свати дека има потреба за поддршка и за дома. Сватив дека имаме некои белоруски воени доброволци, а тие не се многу добро опремени. Решивме да почнеме да им помагаме. Почнуваме да им испраќаме опрема. Кирил се надева дека многу белоруси, за разлика од Лукашенко, не ја поддржуваат агресијата на Путин. Како и многумина бил инспириран од протестите во Белорусија пред 2 години. Тогаш нивниот протест беше мирен. Демонстрантите не беа подготвени за бруталноста на силите на Лукашенко. Сега противниците на Лукашенко се подготвуваат за битка. Белоруското раководство во екзил минатиот месец го одобри полкот Пахоња. Светлана Тихановскаја, жената за која многумина верува дека е вистинскиот победник на изборите на Белорусија 2020, на Твитер ја нарече единицата како основа за новата професионална белоруска армија. Водачот на единицата Вадим Прокопиев го гледа одобрувањето како прв чекор кон ослободување на Белорусија од Лукашенко. Мислам дека дојде време политичкото раководство во екзил да превземе поодлучни мерки. Ако украинците видат доволно потенцијал и мок, мислам дека признавањето на владата во екзил е многу добар и силен потек. Вели дека неговиот полк расте и наскоро, дознава Гласот на Америка, во борбата ќе се приклучат и некои искусни обучувачи, вклучително и ветерани од американската армија. И тоа беше се. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јован Чаномовски од студиото во Вашингтон. До гледање до утре. Имајте убав ден.